се официјално почнува. Да. Така. Добро е да Филип во уште една нова епизода на Скратен корнер. Ти благодарам за уште една покана. Во секое време. Како си денеска? Добро. Арно Арно. кажав и прошли пат. Топ. Денеска Топ. сум топ. Нема боле, пошто денов газење скроз. Двајцата повторно во официјалните облеки, односно кошулче си земавме и денеска, што значи веќе знаете за што зборуваме. 5 работи кои што ги научивме оваа недела. Ќе почнеме со првата. Гледаш како ќе си земавме збор. Да, најава. Почнуваме со првата. Ајде. Да, повели. Работа број 1 што ја научивме оваа недела, Реал Мадрид и понатаму е кралот на Европа. Да. Во многу возбудлив надпревар од Лигата на шампионите, Ливерпул најпрво поведе и потоа прими 5 гола од Реал. Тоа им поклони и втор гол. Да. Салах искористи. Да. Тоа беше 14-та минута. 14-та минута. И од 20-та минута па натаму веќе Да, Винициус избрда. се наљути. Проиграа тука во тесен простор со Бензема. Чак, си изгради позиција хируршки. убаво шутче. Многу убаво шутче. Немаше шанси Алисон таа да ја фати. Буквално, значи тоа го сакам кај Реал. Имаат играчи што се карактери. И Да. буквално у 20-та Винициус превзима работа во своји раце. Значи дава гол, го гриза беџот или го бакнува, иде ја зима топката у 20-та минута на 2-1. Од гол ги хајпа сите, значи ги мотивира, ги крева и публика, верувам, и соиграчи. Идеме. Сега тоа доста се зезавме, сега идеме. Како што рече Коби Брајант на 3:0 беше во финалето од NBA, job done, job not done. Уште треба да се работи. Реал играчите го имаат тоа. Многу и сакам. Сработија до крај, Сработија до крај. Лука Модрич беше man of the match, така? Мислам дека. И да не беше, Беше. перформансот беше И да не беше, феноменален. беше. Добро, што е проблемот со Ливерпул? Зашо не може да му најдат одговоре веќе уназад години и години? Уствари, кој може? Ливерпул имаше Анри некој излагање пред некој ден. Многу ми се допадна. Вели треба промена на една ера да се случи и правеше споредба со неговата година во Барселона. Не знам, имале еден куп засилувања. На хартија биле номер 1, но морало да се случи таа промена на генерации, односно не знам таа година дали Меси влегува во првите 11. Не, тој веќе отиде кога Меси беше таму. Мислам дека така не. Кога влегуваше од клупа, веројатно таа година. Анри. Добро. Епа, освоиле требл. Така, со Пеп, да. 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 Значи, се адаптирале, окей, тука сте сите, корисни сте, ама, сега, веројатно, сакаше да каже дека Џо Гомес, или Џордан Хендерсон, или Салах, не знам, може прерано. Некој треба малку да рече, окей, дечки, ајде вие Да. освежите бујум. Нуњес. Не им се пишува добро ако вака продолжи за Ливерпул, мада темата тука ни е Реал Мадрид. Се едно за Ливерпул. Ливерпул ќе има вакво време да се искупи веројатно во лигата, ако успее таму да се докопа до некое европско место, колку и изгледа тоа налудничаво сега во моментов, бидејќи мислам дека нема што да бара реално на реваншот против Реал. Не мислам дека може да се врати. Во однос на тоа дека Реал како да, знаеш, да ја отврли секаква шанса за враќање со тој 5-ти гол, буквално онака како да кажа, окей, добро, формално ќе биде втора. Си поигра Бензема. Тој гол беше многу елегантен. Многу не се брзаше да направи ништо, само така цак. Каква беше изјавата на Клоп дека овој двобој е завршен? Нешто Да, во тој стил? да, го потсети тоа, дека не На Бернабеу ти да дадеш 3-0, мислам да победиш со 3 разлика најмалку. Да. Тоа е на планина што не знам кој тим би можел во моментов да искачи да го изведе тоа. Го гледаш ли дресот кој што е на мене?
доаѓа од Тунис. Сега, ќе се прашаш како дресот Тунис стигна до Македонија, јас ќе ти кажам многу лесно, само треба да знаеш каде да побараш. Затоа уште денеска отвори ги социјалните мрежи и напиши kitman.mk. Значи kitman.mk, се надам дека ќе се појави некаде тука околу мене логото или што и да е. Kitman.mk има широка селекција на ретро и актуелни национални и клубски дресови кои што можеш да ги купиш со твои пари или со пари од твоите родители или со пари кои што си ги стекнал на нелегален начин. Без разлика. Битното е дека можеш да ја подновиш твојата колекција на дресови многу едноставно, многу лесно, само со посета на kitman.mk. Заследете ги на социјалните мрежи, ова се наши нови пријатели кои што ќе ги гледате во видеата на Скратен корнер. Нивното лого ќе биде застапено некаде по видеа и што и да е, ама ќе почнеме да споделуваме работи од кај нив, ќе почнеме да споделуваме дресови од кај нив и уште поважно е, веќе почнавме да ги носиме нивните дресови. Уште денеска kitman.mk, нарачај си дресче и утре да те видам на термин со него. Изведе тоа. Тешко ќе. Тешко ќе. Не знам што прави еден тренер како Клоп у таков момент, не знам, ама Нешто менува. Ако сака да смени или пак си оди од таму од каде што е, што не верувам дека ќе го направи. бидејќи да се откажеш, некако не е опција. Нема да се откаже, нема. Клоп не се откажа ниту во онаа ситуација кога Дортмунд беа буквално предпоследни на табела, не се откаже и кажа дека не си одам додека не пробам се што можам да пробам. Нели и тогаш се договорија дека ќе си замине од тимот на крајот на сезоната, меѓутоа до крајот на сезоната ќе проба да направи работите да работат и некако ги пласираше во Лига Европа. Така што има и за Ливерпул шанси. Да, од предпоследни на крајот завршија 5 или 6, така некако. И овде сега имаше идентична изјава. Верувам дека дека сака да ги реши работите. Да, верувам дека ќе се приклучи повторно Ливерпул во таа нека борба за Европа, доста за нив. Истата вечер се одигра и друга утакмица. Да. Јас ја гледав и затоа сега сакам да кажам дека работа број 2 која ја научивме оваа недела е дека Наполи продолжува да гази. Значи, не само што го победи Ајнтрахт во Лигата на шампионите со резултат 2:0, изгледаше прилично сигурно, туку и се надоврза на победата од минатото и предминатото коло во Серија А и некако веќе како да си осигурува титулата таму, си ги трга грижите од Италија и ги фокусира грижите само на Лига на шампиони. Да. И нивниот подем низ Европа е уште толку посладок, бидејќи водството е 8 бодови, 9, 12, колку е во Серија? Сега е 11. 11? Не знам што би ги сопрело. Ништо. Во Италија ништо нема да ги сопре. Да. Во Европа не знам што ќе ги сопре, можеби нешто ако се случи да не знам, може да ќе ја сврти. Ама види, реално за да ги сопреш Наполи треба да ги сопреш Осимен и Кварадона. Претешка работа. Иако на трап за секунда му успеа да го сопре Квара, му го фати пеналот, веднаш понатаму Кварадона, асистенција, гол 2:0. Те дуели, освен ако не е противникот нели наречен Реал Мадрид, влегуваат како фаворит. Не во сите, ама во скоро сите дуели. Значи Интер ако помине со нив се фаворити, Порто ако помине со нив се фаворити и ред други да не ги набројувам. Да. Во предобра форма се. Ќе бидат фаворити, да. Добро. Во поголем дел од остануваме со Лигата на шампионите, ама другава вечер. Среда и тема број 3. Тема број 3. Се селиме каде? Се селиме на надпреварот Лајпциг против Манчестер Сити, каде што шампионот на Англија ни остави малку блед впечаток. Научивме дека Гвардиола е малку нервозен. Не знам. Сам дека е лут. Не знам дали е нервозен. Не направи ниту една измена, го виде тоа. Така, нели? Најак. Веднаш ќе отидам на Elephant in the Room и ќе кажам да, моментов на вика не видов потреба. Момците играат добро. Океј. Да, имаш изјава сега, веројатно денес или вчера, од типот од кај знаете што ќе направиме девек, како ќе излезам наредното коло. Мислам, на Етихад кој си игра истиот двој. Може со 9 напаѓачи ќе играм, као. Да, имам 5 измени во стил.
ама не значи дека морам да ги искористам. И му веруваш на Пеп, не му се мешаш. Мислам како и да изгледа тоа. Имаше една слична ситуација пред, сега не знам веќе може да ќе му дојат 10 години, Алегри додека беше во Милан, 2 надпревари поред во серија не направи замена. И вика, чудно. и сега мислам дека и двата ги доби, мислам дека, и сега го прашува, знаеш зашо не правиш замени, вели затоа што ми е дадено правото да направам замена, не ми е обврска да направам замена. Ако јас сметам дека на клупата нема валидна опција, нема валидна опција и нема да влезе никој да игра. Тоа е многу лесна работа. Добро, ќе има ли Пеп проблеми во реваншот или мислиш дека не тихат комплетно различна приказна? Не, мислам дека ќе грмне тихат у 7 минута Халанд, некој акробатски волеј и после ќе биде готова. Да, има потенцијал тоа да се случи, пошто и Халанд, не го гледаме вака, особено во дербијата, не го гледаме да е многу активен. Во колку дербија има даено голови сезона? 2. Така, Ливерпул, супер купот. Не да е тоа што ствари. Да. Не знам точно каде стрела, каде... Да. Го нема на листата за стрелци, искрено. Така, како и да е, мислам, види, и да не игра Халанд треба да ја добија таа утакмица, бидејќи колку и да се добри Лајпциг, и да, Јове неколку пати ни го назначи тоа зад камерите, дека многу биле добри Лајпциг оваа сезона. И јас се сложувам, многу се добри Лајпциг оваа сезона, меѓутоа Манчестер Сити е друг тип на животно. Така, значи, добри се Лајпциг, овие се одлични. Да, со години. Ти имаше таа прилика да ги гледаш Лајпциг Сити. Како дојдоа Лајпциг до 1-1? Од прекин, што се случи? Дојдоа по одлично изведен центаршут и гол со глава на Јошко Гвардиол, ама заспа комплетно целата одбрана на Сити, почнувајќи од Аканџи. Аканџи некако се успа комплетно, не ни свати дека топката поминува над него ни ништо. Гвардиол скокна, ги надскока, ја закуци у гол. Тука нели сите му се нафрлија на него. Гвардиол овие 6 месеци мислам дека ужива во медиумското внимание што го добива. Да, Cloud9. Може да се каже за Јошко. И Мило ми е одличен играч. Да, се сложувам. Мислам особено на тие години, чекај, он така со негови години во Америка не може да си купи пиво. Ме зезаш, така, за шо бараш ти Сити да го isfрлаш од Лига на шампиони, бе другар? Не, немој. Премлад за тоа. Ја става маската усред Катар и си викаш, овој е тој што не прави грешка. Тој Хрватска. Овој не греши. Колку 20 имал? Нема врска, овој не греши. Гајле, да. Со маската овој. Еве го се и офанзивно и дефанзивно. Дали ова си го гледа као некаква аудиција за во Премиер Лига? Може би. Им се умилкува доста со изјавите. На Премиер Лигашките клубови. Ако ги читаш, имаш изјава пред некој ден, вели дека апсолутно да, мислам мене, сонот ми е Реал Мадрид, ама човек е луд вели ако не би сакал да пројде низ Премиер Лига, бидејќи нели нормално се игра играта. Браво. Ајде да го ставиме тоа на страна. Јошко Гвардиол топ ќе биде, сигурно ќе направи трансфер, ама кога сме поврзани веќе со трансфериве, само за да ја сумирам оваа тема што ја зборуваме, сега ќе зборуваме малку за финансискиот аспект. Многу пари се трошат. Многу се вложуваат, не го сваќате во погрешно, дека и јас нешто ги репримираме и зашо ги трошите парите, ги имаат, ги трошат окей, се тоа. Меѓутоа, резултатите ги нема за тоа сето тоа трошење. Ниту еден премиер лигашки клуб не оствари победа во Лигата на шампионите до сега. 3 од 3 им се флопови. Да. Само Сити извади бод, технички, не е ни нокаут фаза, не ни има бодови, извади нерешено, другиве два загубија. Да. Ги оправдува ли цела таа финансиска тежина резултатите на премиер лигашките клубови било каде? Не зборам само за во Европа, па и за во Лига некај. Значи дури мислам дека и поголем притисок им создава тој финансиски буст. Искрено. Значи Джейми Карагер излегува со изјава дека Реал среќно стигал, среќно стига до успех во Лига шампиони. Абсурдно е. Сега, окей, биди пристрасен, ама граници малце, друже. Не е среќа, ги гледаш ПСЖ за ланската сезона збореш. Кога ќе ги видиш ПСЖ, Сити, Ливерпул и кој беше Челси и Челси. Сити испрлен. Тоа им беше патот до финале, да се зезаме. И плюс, окей, среќа, да кажеш дека имал некаков фактор среќата, ако тоа се случило еднаш, 5 пати во 8 години, јас ќе повторам. 5 пати во 8 години ја освојуват. Па добро се не може да е среќа.
Лудо е. Со тоа сакав да кажам Лудо е. дека можеби и не е најсилна лига на светот. Можеби лигата сама за себе е најдобра. Најмногу внимание привлекува и се тоа. Ама ете. Финансиски најстабилна дефинитивно. И тоа стабилноста тука е, ја не ја гледам само во однос на тоа дека се богати, туку во однос на тоа дека ниту еден клуб не е во опасност да пропадне. Пример, да речеме дека ако еден Елче, два од спонзорите му скратат примања, Елче паѓа во втора лига бидејќи не може да си го одржи прволигашкиот статус. Да. Во Премиер лига не е така. Сега, оваа тема ја поставив за да навлеземе кон четвртата работа што е малку друга насока, не сум окей. Ако супер ми е, се дури финанси и финансиски елемент, јас сум окей. Работа број 4 што ја научивме оваа недела, Шкендија е највредниот клуб во првата македонска фудбалска лига. Ги има најскапите играчи, го има најскапиот состав и има најмногу успеси во последниве 5 години. Дали тоа ќе им биде доста за титула оваа сезона? Па пред нив е Шкупи. Да. Така што мислам дека првин треба да се прашува Шкупи за дали ќе Много сручено. Да. Највредни се според вредноста на играчите. Во целост, значи, да, Шкендија може и на хартија имаат најсилен состав. Ама не знам дали имаат поголеми шанси од Шкупи во однос на тоа кој ќе ги искористи грешките на Струга. Тоа го се случи. Да. Така некако оди работа, бидејќи се во, нели, има огромна предност, перфектен старт, 8 од 8 има едно време. Или 7 од 7 беше. 7 од 7, да, мислам дека. Да, и сега овие се гиганти. Овие нема да кикснат. Да. Така што да ти одговорам на прашањето, ако киксне Струга и киксне Шкупи Дашки, Струга. Но одлично срочено. Ова веќе оди на ниво погоре. Не, види, побезбедно амин. Се извинувам, Струга нема да е таму, мислам дека. На крај на сезона. Мислам дека нема да е на првото место, колку и да е тим што ќе биде веројатно топ 3, ма не ја гледам како шампион, бидејќи веќе почна да покажува пукнатини во формата. Шкупи од друга страна е многу сериозен играч. И иако технички највредниот играч нели во македонската лига е Љупче Дориев, заведен според Трансфермаркт вреди 900.000 евра, 800, или 800. Мислам дека да. 800.000 е Љупче. Да. Заедно со Фреди Алварес. Да. Токму тоа ми беше. Пример, двоецот на најдобриот двоец, кој да сакаш кажи као најдобар двоец во Шкендија. Дориев и кој да е со него. Добро. Не е подобар двоец од Алварес и Сандеј Адетунџи. Тоа ми е зборот. И сега колку и да се повредни, Сандеј е подобар фудбалер, ми се чини од скоро сите во лигата. Алварес може би да е 2 топ или топ 3. Со Сандеј нешто, не знам, може би јас не го пратам доволно како лани, ама ланската сезона Многу беше беше подобро. многу подобро. Да, оваа нели се случи дека имаше некоја ситуација кај што тој наводно требаше да биде продаен во Русија. Имаше таква и ситуација. дека веќе тоа беше некој 2 милионски трансфери сето тоа, ама во Русија се случува тоа што се случува, веројатно и тој не сакаше да отиде во Русија и реши да продолжи тука. Сега веќе ми се чини дека нема некако желба да игра во Македонија. Бидејќи тој старт беше тука за да го направи следното скалило, не беше тука за да остане кариера да гради во Шкупи. Стана шампион. Некојаш кога немаш среќа и тајмингот кога нема да го фатиш. Многу жално. Да, Два пропаднати трансфери на македонски напаѓачи последниве два трансфер периода гледаме и него и Елези. Okay. Па сега добро, сакам да кажам од македонска лига, ама кога Елези имаше пропаднат трансфер. Сандеј. Па Сандеј, види, Неделко. Уште. Не, види, ако веќе добие македонски пасош, сакам ова да му биде името, Неделко да биде, да. Апсолутно. Неделко Адетунџи. Пробувам да ми текне, ама мислам, освен Брага, мене не ми текна на друг натурализиран играч да сме имале во фудбалска репрезентација. Не ми текна на друг. Фудбалери не. Сандеј размисли. Да. Ова би било топ идеја, реално покрај Осимен нема да играш за Нигерија. Да. Така. Овде ќе се крстиме у тебе. Да. Што да ти кажам? Илија е скоро пред пензија, размисли.
Ако го гледаш ова, нека ти преведат другарите, размисли, стварно. Океј, Sunday. дека ова нова аквизиција на Брера ФК или ребрендингот на Академија Пандев, мислам дека може да донесе многу вредност во лигава. Се надевам дека ќе престане да паѓа лигата во вредност и дека ќе може да привлече повеќе спонзори и слично и дека ќе забележи некој раст каков таков, дека нели кривата ќе Ова изгледа на интересен проект на Пандев со Брера. Брера се ирски конзорциум, нели, кои што целта им е да купат клубови на сите континенти и да ги користат како полиња за развивање на млади фудбалери, претежно од Јужна Америка и од Африка. Така што гениално. да, практично гледајте го на некој начин како проектот на City Group, Да. нели, со тоа што во малку помала скала, бидејќи тие решија дека ќе купуваат клубови во земји во развој или во послабо развиени земји, така што веќе имаат во Уругвај, Гана, Македонија, Италија и уште неколку се планираат од источните земји, од источниот блок, па не знам ќе видиме. Кој од која поголем расадник за таленти, човече? Па види од Уругвај ќе упецаме валјда некој да дојде во Струмица да игра. Некој Зашто нов да не? Кавани, некој. Кавани нели беше пред некоја година на Велешко да лови риби. Кој ти вика? Биле на лов и јас така разбрав. Или значи риболов или лов. И ако не се лажам, биле со Ибрахимовиќ. Не знам, не, тоа веќе не знам. Или Можда се посебно биле. посебни, да. Посебно биле настани. веројатно не се мирисаат. не знам, ама се надевам дека ова ќе биде некој начин да направиме и ние проект као ние проекти што ги слушаме те текно као Нордсјаланд со Right to Dream Academy. Ма тоа е и куп начинот. ствари. Тоа Дај е им начинот. шанса. Да. Мориньо изјавата, сигурно се сеќаваш, верувам и гледачите, да играчи кои играат за Франција, Германија и нели, на секаде низ светот, а се со корени потекнуваат од Африка, Така. да се вратат и играат за своите матични земји, Африка ќе биде конкурент за освојање на светско. Да. Тука при врвот, при самиот врв, многу талент има тој континент. Да, Значи, Камерун, Сенегал, тие се Да. пола француска репрезентација од таму Конго, како Камавинга и така некои. Кај англичани има неколку, ако не се лажам. Да, има и тоа веќе Томори? почна. Томори Томори е нигериец и канаѓанец, покрај тоа што е англичанец. Не знам, ама еве пример, Добра земи е, го, некој Заха со- е обала Слоновач и Да, игра за да, нив. да. Така, обала Слоновач, добро, брекна Слонова коска. Извинете, мислам, земјите Супер ги има звучеше, мучено живе. од Југословенски атлас. Да. Нема везе. Не знам, Тарик Лампти за Гана и такви некои, Микел Антонио за Јамајка, значи веќе почнаа да се враќаат кон матичните земји. Да. Стерлинг веќе има 70 и кусур настапи за Англија, нема да се врати за Јамајка да игра, ама добро. Имаш уште некој интересен? Како и да е, доколку Брера ФК Струмица нуди, нели, отвара врати во иднина за играчите кои ќе се промовираат овде и ќе има каков таков загарантиран пат до другите Брера или до други клубови низ Европа што се у посилни лиги, тоа ќе го зголеми интересот на играчите да доаѓаат овде да потпишуваат со Брера и може некој ќе примени нешто слично, нели? Се дури се работи кон некој развој сум Да. за. Ѓорче имаат со Адама Самаке. Не знам од каде е дојден. Ама одличен играч. Да. Не Потврдувам, ама не знам окупати од го. каде е, според името, не знам. Ѓорчевци, добро се разбирам. Да, ама тие имаат уназад имаат многу Да, историја со да. афрички Да. таленти. Кој беше, не можам да се сетам сега, уште некој. Не, имаа порано ние Вашингтон и компанија и ОСА и тие сите беа. Македонски малку го ставаме на страна, Добро. за да отидеме малку во Србија и да го поздравиме гестот на Душан Тадиќ. Ќе те прашам прашање пред. Колку топки се потребни за да даеш 100 гола? 100 топки, верували ли? Да, токму така. Душан Тадиќ стигна до бројката од 100 гола за неговиот Вау. моментален клуб Ајакс и со таа мислам нели во таа чест
им подари У тоа 100 име. топки на децата од неговото основно училиште во Бачка Топола, онаму каде што е роден. Еј, полека се наметнува ко Тоа е легенда импресивно. на Ајакс, човек. Да. Тоа е импресивно. Импресивно е. Како вчера да си отида Саутемптон, човече. Вчера му гледав статистика, општо вчера. вака за као... Не баш као вчера, ама добро. За волјано. Да, добро, окей, ама го памтиш Да, да, со да. убаво и тоа е тоа. He plays on the left, he plays on the right. Dusan Tadic, make Lallana look shite. Многу Тоа беше сака, официјална да. песна. Многу сака сите. А, Одличен фудбалер. му ги гледав- Импресивно е колку брзо стигна до бројката од 100 голови. Да. Повели. Тоа. Ги гледав статистиките општо низ кариерата. Значи, тоа е со мега продукција секаде, човек. Јас немав ни сватено дека он има као у некои 60 на настапи во Премиер Лига има 27 гола и 35 асистенции. Да, што се као... Средина играш бе, човек. Да, да. Што правиш муавет? Уште поимпресивни му се статистиките во Ередивизија. Во холандската лига веќе има 120 гола и 135 асистенции. Мислам дека само лигашки се зборуваме. Да. Човек, Брутално е тоа. 320 асистенции има во кариерата на Трансфермаркт. Не дека е тоа битно, не дека е некако битно и знаеш што ја додал топката на некој и сето тоа. А од друга страна ова е сериозна продукција во клубови што се јаки. Да. Јас го памтам во Твенте, кога уште нели почнуваше, фаќаше залет и сето тоа пред да отиде во Саутемптон. Да, се гледаше дека тој размислува како на резултатот да го смени резултатот. Он не сака да ти ја бутне под нозе само за да ти ја Да, бутне да, под да, нозе. да. Тој има намера за семафорот победа. да се смени. Да, да, да. Прекрасен фудбалер. Да, и ова со Гестов можеби и ќе натера неколку деца од Бачка Топола да почнат да се Сигурно. бават со фудбал. Да, сигурно. Србија е генерално кошаркарска земја. Знам дека децата многу повеќе тренираат кошарка Или отколку фудбал. Тенис. Или тенис, апсолутно. Земја. Да, само што нели тенисот е индивидуален Да. спорт, па не можеш толку многу масовно да ги вклучиш, ама деца Иако играат доаѓаш од кошарка сиромашни родители, да. заедно. Тешко е. Иди Да. со друго бави се. Јеби го, онда не Тоа е за реалноста. тебе, ама да. Белиот спорт е така. Ама да, убав пример за балкански фудбалер кој што успева. Апсолутно. Душан Тадиќ не сме го виделе со ниту еден скандал, ништо посериозно кое што го обкружувало и е скроз кул да имаме такви примери тука на Балканот. Да, не е задруга играч. Не. Најдалеку е со блакање дресот и стегање стомачи на Олд Трафорд за 2-2 или за 2-1. До таму, Сосем окей. оправдано, плюс е на Олд Трафорд, не разбираш, имало доста не би? публика. Тоа е тоа. Окей. Пример. Значи, Ако апсолутно. Елмас стигне до бројката од 100 гола за Наполи, што ќе донира? Дали фудбали на неговото основно училиште или можда нешто поголемо? Фестивал на Петровден беше на Горанците умилениот празник. Фестивал на Скопска Црна Гора и Поштовање. Да, значи голем фестивал. Покровителство, значи ќе биде негово и тој ќе го организира. Добро, во ред. Да, што ќе трае со години. Поштувам. Јас би сакал Има да видам сладки, некоја има пченка, да, мега има сладкарница би сакал мега бидејќи настан ќе биде. посетете Амандарина во автокоманда, нели да пробате од другата мајсторија што ја права и Апсолутно семејството Елмас. Не е само дека во фудбал се толку добри. Браво. Ти еклери, ти еклери. Да. Тука некаде ќе ставиме крај. Може? Така. Мислам дека доволно снимаме и доволно материјал покривме. Луѓе кои што гледате, ставајте лајкови, поддржете го скратен корнер. Ако ви се допаѓа. Ако не ви се допаѓа, да гледате how to videos. Пример, да, може Например. и тоа, може и тоа. И јас би преферирал да останете сега. Што има врска. Ни значите. Да, бидете добри. Тоа е тоа. Бум. Уште една епизода in the bag.